Добре, ни дојдовте во новото издание на Неделен микс. Ве поканувам следните 2 часа да бидете заедно со нас, бидејќи секогаш културата е во преден план. А во време кога културата се повеќе бара нови форми на диалог, критичка мисла и автентичен израз, младите автори и културните работници стануваат важен двигател на современата сцена. Нашиот денешен гостин е активен токму во тие простори: литература, филм, филозофија и независна културна продукција. Со Андреј Медич Лазаревски разговараме за културата денес, за младите автори, за филозофијата во секојдневието, но и за личната потреба да се создава. Андреј, добре ни дојде. Добре најдов, Марија, и фала ти за поканата. Секогаш ми е драго, бидејќи ти секогаш ни доаѓаш со убави поводи и она што е најкарактеристично за тебе е што си ангажиран, како што спомнав и во најавата, во различни области, а сето те поврзано или со култура. Па како си е започет? Да, добар сум, со оглед на тоа што е месец мај, малку така во мал хаос, бидејќи сите настани се овој период и поголем дел од работите каде што работам и настаните кои ги организирам се токму овој месец, па така помеѓу хаотичноста и убавината некако се движам. Така, но сепак тоа те движи некако најсилно. Во секој случај, што конкретно како автор и како културен работник најмногу те движи? Ете, го и потребивме тој збор. Интересно. Па не знам, мислам генерално потребата да се биде дел од културните активности и да се создава уметност и да се комуницира со останатите уметници и културни работници. Мислам дека тоа е тоа што ми дава елан во цела оваа работа и со оглед на тоа што пред се ми е убаво ова што го работам, немам проблем со движењето помеѓу овој така убав хаос, како што го нареков. Кога се работи нешто со задоволство, или ништо не е тешко. Да, точно. Годинава исто така беше дел од организацијата на Скопскиот поетски фестивал. Како ова издание го доживеа и ете пренесени импресии? Да, Скопскиот поетски фестивал заврши пред некоја недела. Поминовме многу убаво, според мене можеби до сега најубавото издание. А така се викаме за секој издание, дека ни поминало најубаво до сега, што е, не знам, некако ознака на тоа дека се подобруваме како организација. Помина многу убаво, имавме 3 фестивалски денови со многу богата програма, со речиси стотина учесници. Иако рековме годинава малку дека така ќе го направиме фестивалот во некоја да речем помирна варијанта, сепак на крајот излегува 100 учесници, бидејќи одбележувавме еден убав мал јубилеј на фестивалот, 5 години од нашиот настан за млади одскочна даска. И ги собравме сите учесници од досегашните изданија на тој настан за млади. Прва публикација објави една панорама со сите песни од сите учесници на тој настан и направивме убава промоција и едно големо поетско читање. Дополнително ни гостува уште 10 гости од странство. Направивме неколку промоции на книги на гостите од Турција, од Хрватска и од Црна Гора, така што беше едно многу фино и убаво издание. Прекрасно, одскочна даска е настан, ете за гледачите кои што можеби не знаат, некако пред еден ден, два пред. Да, зависи, секоја година различно го правиме во зависност од другите активности што ги имаме за таа година предвидено. Инаку да, одскочна даска е настан за млади. Го правиме обично дали недела две, некогаш месец пред фестивалот. Отвораме конкурс каде што млади ни испраќаат своји песни. Потоа тимот на фестивалот одбира помеѓу 10 и 15 учесници за таа година и потоа на настанот тие млади ги читаат своите песни и меѓу себе одбираат кој ќе биде нивниот представник на младите поети на големата поетска сцена каде што настапува тој еден избран или една избраничка заедно со етаблираните автори на отворањето на фестивалот. Голема шанса за сите млади поети и навистина од таму, навистина тој настан одскочна даска беше за многу поети кои што еве денеска си имате објавени своји книги и веќе не се
толку нови, да кажам, на поетската сцена, па може ли да се каже дека поезијата станува место за искреност, за припадност кај младите? Па да, ова што го рече одскочна даска беше одскочна даска. Да, баш се согласувам со тоа, бидејќи навистина некои автори што ги запознавме на тој настан, сега веќе се многу активни учесници во многу други настани врзани со поезија или со книжевност. Мислам, еве и ние неколку што настапевме на првата одскочна даска, сега сме во организацијата на фестивалот, така некако убаво се надоврза таа приказна. А околу вториот дел од твоето прашање, да, мислам дека поезијата е некое фино место каде што многу млади се пронајдоа и не знам, во вклучувањето во сите овие активности кои ги правиме и со фестивалот и со Култура Бета, мислам дека баш така многу млади добија некако поддршка и некако Одскочна даска. Да, баш е одскочна даска. Мислам дека не случајно така се нарекува. Ете, неколку години си дел од организација на многу настани, меѓу кои на Скопскиот поетски фестивал. Па Андреј, што научи од комуникацијата со публиката, со поетите за овие години? Да, мислам дека генерално организацијата на настаните многу нешта ме научи, значи без разлика дали зборуваме за некои посериозни организацијски вештини кои ги учам преку луѓето во тимовите на фестивалите каде што работам, бидејќи пред се фестивалот подразбира сериозна тимска работа работа во движење, постојано нешто ново искрснува од сите страни пред фестивалот, во текот на фестивалот и мора брзо да се реагира, така што тоа е една, да речеме, работа која сериозно ми помага и вака и во секојдневието, снаоѓањето со некои брзи решенија кои мора да се најдат веднаш. Да. Потом од странските гости, тоа ми е многу важно, бидејќи сакам да ја следам нели современата сцена, а преку фестивалите се запознавам со луѓе од многу различни држави, преку кои учам за туѓата култура, за туѓата книжевност и за некоја нивна локална организација на настани, други издавачи, други, не знам, фестивали и така натаму. И уште една важна работа е тука вмрежувањето. Мислам, фестивалите се прават пред се за вмрежување. Вмрежување помеѓу домашните поети, странските автори кои ни гостуваат и преку тоа вмрежување потоа настануваат многу различни соработки. Поврзување со некои други организации таму, преведување на книги, објавување на песни во списанија и така натаму, така што убави се тие нешто и уште една многу важна работа на секој фестивал е дружбата, бидејќи да, настанот си тече, но се она што го кажав сега се случува во тој период, помеѓу настани, пред настаните, по настаните, на тие понеформални средби, каде што баш имаме време да разговараме меѓу себе за многу нешта кои што не се заеднички интерес. Тоа е навистина фантастично, како што спомна, размена на искуства, за секого имаат бенефит. Да, точно. И за нас тука, и за посета, нели, во странство, преведување, како што спомна и ти, но сепак секоја чест за тоа што 100 луѓе да се донесат тука, да се угостат, да се чувствуваат пријатно овде, верувам дека не е едноставно. Да, не е едноставно, ама е убаво. Особено бидејќи на крајот вака на фестивалот, кога многу луѓе ќе дојдат, ќе речат дека убаво си поминале, дека се задоволни од својот настап, дека слушнале убава поезија, дека слушнале убави нешта, дека си оствариле контакти, си направиле фин муабет и убаво го доживеале настанот. Тоа е тоа што не плени некако на крајот и тоа е нешто што нас ни потврдува дека сме имале успешен фестивал. А и поезијата како жанр е специфичен, но ета, кој е твојот впечаток, дали постепено се повеќе се чита поезија кај нас? Па, не можам да направам некоја јасна споредба помеѓу она што било порано и сега, бидејќи сега сум некако многу поактивен во овој свет,
но јас можам да кажам дека мојот впечаток е дека се чита поезија. Еве сега беше и сајмот на книга, беше Скопскиот поетски фестивал, беа деновите на поезија, така што добивам впечаток дека луѓе се интересираат, сакаат да запознаат автори кои што нели пишуваат поезија, сакаат да зборуваат за начинот на пишување, сакаат да проследат поетски настани, а и во однос на тоа колку публика имаме на настаните, јас можам да кажам дека има голем интерес за поезијата како книжевна форма, така што мислам дека некој стереотип дека поезијата, не знам, е досадна, дека е само за некакви елитни затворени кругови и така натаму, мислам дека тоа не е точно, туку баш особено бидејќи еве на Скопскиот поетски фестивал пробуваме поезијата да ја пренесеме низ различни форми, да не биде тоа само стандардно читање, да ги имаме и тие стандардни читања на микрофон пред публика, но и се останато. Например, еве сега имавме еден поетски перформанс од нашите авторки од Црна Гора, Марија Војошевиќ и Барбара Делаќ. Тие имаат еден поетско-музички перформанс преку кој ја пренесуваат сопствената поезија низ танц и низ музика. И тоа е многу интересна форма за следење. Да, тие ја рецитираат својата поезија, но тоа придружено со останатите уметности кои ги вклучуваат во тој перформанс изгледа многу поразлично. Исто така нашиот настан поетот е присутен, каде што се чита поезија еден на еден. Соочуваме 5 автори од тука и од странство, само со 5 мина во публика. И сите читаат еден на еден, имаат еден час, секој од публика, сите тие 5 мина кои доаѓаат како публика, кои што се пријавуваат претходно на еден повик кој го отвораме, имаат можност да прочитаат песни и свој, и туги, и да го чујат авторот и на мајчин јазик, и да го проследат на македонски, еден на еден. И тоа е многу поинакво доживување, бидејќи тука има еден поинтимен диалог. Така што мислам дека преку вакви форми, слични на овие, претходно сме имале и поетски филмови, сме имале и изложби кои се врзани директно со зборот, со поезијата и така натаму, пробуваме да ја донесеме поезијата на различни начини. И тоа ја интересира публиката, тоа ја прави публиката пољубопитна и затоа и си доаѓаат на настаните. И си трае веќе 5 години фестивалот, шеста беше ова. Сега шеста, а се надам дека и понатака повеќе ќе имате и во иднина. Одличен тим сте, навистина, и ми се чини дека и тоа го прави фестивалот да е посебен. Сите сте со еден голем жар вклучени во сето тоа. Ти си дел исто така од организацијата и на Филозофскиот филмски фестивал, кој што се одржа неодамна, и еве да спомнеме за тоа колку е важно да филмот отвара филозофски прашања, а не само да го гледаме оној визуелен аспект. Да, мислам фестивалот потекнува од баш од тоа да се отвори дискусија за она што еден филм може да го понуди како прашање. Филозофскиот филмски фестивал веќе 16-та година постои. Започнат е како студентска иницијатива на студентите на Институтот за филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје. Прво како еден филмски клуб, како мало филмско фестивалче, кое што започнало во библиотеката на Институтот за филозофија, а потоа има прераснато во еден сериозно и веќе можам да кажам етаблиран фестивал кој е дел од редовната програма во градот. Тоа е суштината на фестивалот, да отвора философски прашања. Општественото, етичкото, да се поврза со естетското што го нуди филмот. Секоја година гледаме да имаме филмови кои што отвораат различни прашања кои што се и актуелни за денешницата, но и прашања кои што
Постојат некако вечно и филозофијата од секогаш се занимава со нив. Може да се лоцираме, може да се фокусираме на одредено локално прашање за одреден регион или одредена земја, а може и да се фокусираме на некои општи прашања, како прашањето за доброто, за убавината, за моралното и така натаму. Така што преку ова гледаме дека филмот нуди многу различни прашања и отвора многу различни исчитувања и на филмови кои се класици, но и на современиот филм. Бидејќи програмата ни е така концепирана да може публиката да проследи во ревијалната програма, каде што го отвораме директно тој диалог филм филозофија, каде што имаме излагања од филмски режисери, од професори, од филмофили и така натаму, да проследи филмски класици и одново да ги исчита низ една нова призма преку прашањата кои ги отвораат излагачите, а може да проследи и современа светска продукција преку филмови во официјалните селекции на долгометражните и краткометражните филмови, така што таа симбиоза на овие две нешта отвара убав диалог помеѓу сето она што ни е важно да се зборува. Да, дискусиите по проекцијата на филмовите се навистина исклучителни, посебно за публиката. Еве зборуваме за филозофијата, па следствено на тоа, кој е твоето мислење? Дали современиот човек има време доволно да размислува или пак ни се одвлекува вниманието постојано со овој брз начин на живот? Па мислам дека не е возможно да не размислуваме за она што се случува, бидејќи преку сите овие случувања во светот не е можно барем малку да не допрат одредени прашања, не знам, во однос на многу нешта, без разлика дали, како што реков, зборуваме за некое конкретно прашање кое не мачи или некакви вечни филозофски прашања. Еве и мотото, например, на годинешниот филозофски филмски фестивал беше Слобода во слободен пад. Обично секоја година го врзуваме фестивалот со одреден режисер, од чија поетика извлекуваме некаков слоган, но годинава решивме да го избереме ова мото, Слобода во слободен пат, токму поради прашањето за слободата, кое е многу активно. Не можам да речем за прашање активно, но е многу актуелно за размислување, бидејќи со сите оние нешта кои што се случуваат околу нас на глобален план, не е можно да се прашаме каде е слободата, колкава е слободата, кои се границите на слободата. Што е всушност слободата? На крајот доаѓаме до тоа и зошто ни е потребна слободата како таква. И мислам дека кога ќе навлеземе вака барем малку, кога ќе ја испровоцираме публиката да ги помисли овие нешта, не може да не размислува. И генерално мислам дека и покрај брзото темпо на живот кое ова секојдневие ни го наметнува, не е можно барем малку да си размислуваме на некои работи и така сериозно да се запрашаме до каде сме и што правиме. Андреј, твојот труд, посветеност на културата возможи и да добиеш и награди, неодамна и на сајмот на книга. Имено списанието кое што ти го водиш, списанието за култура Тригер, доби 2 награди, а ти исто така доби награда за промотор на читачката култура. Пред се честитки. Фала. Да, овие награди се за целото здружение. Значи, оваа награда промотори на читачка култура се додели на здруженијето на Култура Бета, така што како тим си ја делиме таа награда, бидејќи целиот тим кој работи во Култура Бета е заслужен за многу аспекти од овие три награди, секако и тимот и надворешните соработници. Многу се радуваме за оваа награда промотор на читачка култура, која што ја доделува Македонската асоциација на издавачи во рамки на сајмот на книга, бидејќи навистина ни е важна таа потврда на тоа што го правиме. Но наградите не се најважното нешто
од културната активност, но сепак многу убаво доаѓаат кога ќе се види дека некој го препознава она што го правиш и секако придонесува за одредена видливост. Овие други две награди кои ги добивме за нашето списание Тригер, тоа се првата награда за најдобро ликовно графичко уредување, која беше доделена на Ема Велковски и Марија Смилевска, нашите дизајнерки на списанието. И многу се радуваме бидејќи ова е награда за првиот број на списанието, практично на самиот почеток со работата со Тригер. И тие навистина направија едно фантастично ликовно графичко уредување. Списанието изгледа прекрасно, мислам и вака и како артефакт многу убаво изгледа. Го имавме тука во претходниот разговор. Претходниот разговор баш тогаш и излеза. И добивме втора награда за најкреативно издание. Таа е награда и за содржина и за ликовното уредување. Така што таму, да речеме, за целосниот концепт на списанието, што ни е исто многу драго, бидејќи генерално списанието е фокусирано на неформална алтернативна младенска култура, отвара повеќе, да речеме, субверзивни прашања врзани со одредени маргиналности, така што ни е драго што е препознаено како нешто што е направено добро, важно и што отвара разни теми. И баш така јас му честитам на целиот тим и сите соработници за овие награди, бидејќи без заедничка соработка и без заеднички труд и тимска работа ова не би функционирало. Нека ви се множат и понатака наградите и признанијата. Тригер е навистина списание кој што ја поттикнува на независна културна сцена како независен културен медиум, па всушност колку се важни критичките платформи, местото каде што ќе можеме да прочитаме за култура? Да, многу се важни. Нас тоа ни е целта на нашата работа од самиот почеток на Култура Бето. Значи никогаш не сакавме да бидеме медиум кој ќе пренесува само информации за некакви случајни настани, кој ќе пренесува, не знам, пресоопштенија и кој што ќе пренесува сувопарни информации, туку напротив, целта ни е се она што излегува во областа на книжевноста, на филмот, на театарот, на музиката и на останатите уметности, без разлика на која област припаѓаат или пак се интердисциплинарни, тоа да помине низ еден ајде да речеме критичко размислување, да фрлиме еден поглед различен од она што е нели широко распространето низ нашиот јавен и секојдневен свет. И можам да кажам дека инсистираме на тоа секогаш кога пишуваме некаков текст за било какво дело, тоа да биде убаво исчитано, убаво да се најдат претходно некои информации во врска со делото, во врска со авторот, со она што го работи, да го ставиме во некаков контекст и секако она што го покриваме како организација и преку нашите исписанието и електронските платформи, секогаш главно ни интересираат тие прашања врзани со пред се алтернативната култура и со културата која што ја работат оние заедници кои општеството ги турка на маргините и да им дадеме една поинакво светло. И така што мислам дека критичкото исчитување на нештата е многу важно. Да, Андреј, чисто и за културата се вели дека е маргинализирана, но според тебе каква е културата моментално во Македонија? Дали има нова, свежа енергија или се уште некако се бори за свој простор? No. Мислам дека има свежа енергија на културната сцена. Мислам во моментов има толку многу различни иницијативи, организации, фестивали, настани кои нудат многу различна и разновидна култура, така што не можам да кажам дека културата во Македонија, не знам, е непостоечка. Да, има
одредени аспекти каде што може многу повеќе да се подобри. Пред се со поддршка од многу различни страни, без разлика дали зборуваме за државни институции, локални домови на култура или останат тип на институции и организации, но и генерално да се размислува во однос на јавни простори за култура, бидејќи тоа се просторите каде што треба ова условно речено независна култура да действува. Но сметам дека имаме жива и богата култура. Мислам, јас бидејќи делувам главно во таа младенска алтернативна култура, можам да кажам дека и со овој нов бран на млади автори и со овој нов музички бран кој да речеме се и некакви движења, бидејќи таму немаме само уметност, имаме или немаме само една уметност, туку баш имаме комуникација помеѓу многу различни типови на уметност, културен активизам, отворање на одредени општествени прашања преку уметноста и можам да кажам дека баш така имаме една убава сериозна, и сериозно се гради една сериозна сцена. Да, така е, кога сме кај уметноста и културата, морам секако да те прашам дали некое ново дело може би подготвуваш, освен организацијските аспекти, дали се фокусирани на пишувањето? Да, некако, бидејќи во последниве години многу сум повеќе фокусиран на овој организацијски аспект на нештото, пробувам да си дадам време од од месецот или неколку недели од годината каде што се фокусирам на сопственото творештво. Моментално со ПНВ публикации работиме на една нова поетска збирка која се надевам дека ќе излезе некаде кон крајот на годината. Станува збор за нова стихозбирка, насловот е Црно под ноктите. Правам надоврзување на една изложба на колажи која ја поставив пред 2 години можеби. И така, пробувам тоа што визуелно го представив таму, сега да го представам преку песни, така што ќе видиме. Работа моментално, би требало наскоро да завршам со тој авторски аспект, средување на песните кои веќе ги имам завршено, нели од моја страна, па после уреднички да ги поминеме со Јулијана Величковска, уредничката на ПНВ. Секогаш имаш интересни наслови на твоите стихозбирки, ете и во овој случај е така, сакам да кажам, остават впечаток, самиот наслов. Секогаш остава впечаток, а кога пишуваш, дали тргнуваш прво од емоција, од идеја, дали си поставуваш одредени прашања? Да, па мислам дека секогаш е различно, бидејќи не можам да седнам и себе си да се изфорсирам нели на даден концепт да го пополнам со некаков текст што ми недостига во концептот, но можам да кажам дека и едното и другото подеднакво се присутни во процесот на пишување, бидејќи секогаш има еден личен печат, колку и да сакаме да го оттргнеме авторот од делото, тоа е речиси невозможно, бидејќи самиот автор влегува во делото и од него произлегува делото, и особено кога зборуваме за поезија, тука личниот печат е многу видлив. Но од друга страна, да, секако дека некогаш кога ќе заглавам на некоја песна, секогаш си отварам прашања, не знам, што сакам да постигнам тука, што сакам да кажам, па ако не можам да си го одговорам тоа, почнувам да читам други автори за да ме испровоцира да можам да го допишам нештото и така натаму. Така што знам, тоа е мислам од една страна комплексен, од друга страна многу убав и лесен процес, и секако потоа уредувачкиот процес е многу важен, бидејќи да, ние имаме нешта кои нели како автори сакаме да ги кажеме, и нас не се многу јасни вака кога ќе го напишеме тоа, но уредник кога ќе го помине тоа, може да најде, не знам, повторување,
или недокажаност или некоја дупка во тоа што си сакал да го кажеш, па тука имаме нели уреднички интервенции, па заеднички со уредникот го средуваме тоа, така што тоа е еден убав процес. Баш креативен од секој аспект. Ете прво творењето, па потоа ете до уредувањето и на крај финалниот производ, книгата имаме в рака, ние читателите. Во секој случај уметноста според тебе има ли мог вистински да не промени или може би само служи како едно огледало во кое се огледуваме додека читаме, еве конкретно поезија? Да, па исто и тука, и едното и другото. Не можам да кажам сега дека некоја книга има во денешен контекст мог да го промени светот, но може да промени одреден личен свет или лично доживување на некое нешто, на некакво општествено прашање или на некаква лична емотивност или било што. Така што можам да кажам дека поезијата може да биде и огледало за читателот, особено добра поезија, особено добри песни кои може да те свртат себе кон себе си и да се видиш во тие стихови и да ти отвори многу прашања, бидејќи мислам дека секоја уметност што му отвара некакво прашање, што не тера да размислуваме многу по читањето или по гледањето или каква и да е формата во која што ја нели добиваме таа уметност, тоа е добра уметност. Штом прави да се подразмислиш, да, а штом нешто прави да се подразмислиш, мора да промени барем некаков аспект. Читањето има неверојатна моќ. Сите што сакаме книги, тоа го знаеме и затоа и во нашата емисија секогаш се трудиме да им пренесеме љубовта за читањето на нашите гледачи. Ти тоа исто така најдобро го знаеш колку се отвораат нови светови додека се чита. Да. Мислам, бидејќи тоа и го работам, тоа и го студирам, не е возможно да не се промени некаков светоглед. Мислам, кога ќе се видам на себе си вака наназад пред, да речеме, студиите на катедрата за општа и компаративна книжевност и сега колку за многу различни нешта прво ми има освестено, па ме има испровоцирано да погледнам различно на одредени работи за кои што претходно сум мислел дека така ни се дадени или не знам, сум бил многу убеден во некои нешта. Така што да, читањето, мислам, колку и да звучи клише таа фраза дека читањето има моќ, навистина има нешто што прави човек да се чувствува поинаку по читање на некоја книга. Така, и еве, додека излезе твојата нова книга, ги читаме твоите претходни поезии. Во секој случај, фативме повеќе теми. Се надевам дека и за гледачите ќе остави впечаток овој разговор. А Андреј, тебе ти благодарам за одвоеното време. Фала ти, Марија. Почитувани гледачи, Андреј Медич-Лазаревски денеска беше дел од неделниот микс. Бидете заедно со нас, за кратко сме назад.